Премиерот Христијан Мицкоски е задоволен од присуството и епилогот на неговите контакти со челниците од Европската Унија на самитот во Тиват. Тој истакнува дека државата ќе има нови алатки, нови можности и повеќе разговори. Би сакал да кажам дека можеби во овие 2 години откако сум претседател на владата, некако пораките беа најсилни на овој самит во Тиват. Тоа кое што посебно радува е што процесот на проширување не е, би рекол, завршен, дека тој постои. Она кое што го слушнав и од францускиот претседател и од германскиот канцелар, а и таму во работниот дел од самитот, можев да заклучам дека документот кој што тие го имаат подготвено, така да кажеме, не нон-пейперот, практично ќе биде нешто кое што подоцна во текот на денот разбрав дека веќе институциите во Брисел добиле инструкции за негова операционализација и представува едно значајно подигнување на нивото на односи помеѓу Западниот Балкан и Европската Унија. Што значи тоа? Тој документ и таа реформа овозможуваат механизам со кој што ќе имаме погорено користење на одредени алатки од страна на земјите на Западен Балкан. И тој никако не е во конфликт со проширувањето, значи тоа се 2 паралелни процеси. Ова е еден процес, а проширувањето се останува како друг процес. Почести состаноци кои што нема да бидат веќе на ниво на самити ЕУ Западен Балкан 2 пати годишно, еднаш во јуни, еднаш во декември. Од она кое што успеав да го заклучаме е дека ќе имаме најмалку 2 пати месечно такви состаноци, што секако е добро, бидејќи ќе можете со луѓето кои што одлучуваат да разговарате и да креирате политики и да ја градите единината заедно. Мицкоски на крај констатира: важно е дека многу почесто ќе бидеме во Брисел на масата и ќе можеме да зборуваме. Тоа е многу понапред од тоа што бевме пред година, 2, 3 или претходно. Така што ја повикувам македонската јавност да не подлегнува на било какви притисоци кои што значат неизвестен крај, а дополнително национално понижување за граѓаните во Македонија. Во однос на примерниот проблем со уставните измени и ставот за нив, Мицкоски, како што рече по троцифрениот број пати, повторува дека додека тој е премиер, уставни измени без гарантиран исход нема да има. Денес и утре се одржува меѓународната конференција Скопска иницијатива, чиј иницијатор и организатор е СДСМ. Конференцијата, според Венко Филипче, е одговор на авторитаризмот, антиевропските сили и корупцијата и на не учествуваат сестринските партии и прогресивните сили од левиот политички блок на Балканот и Европа. Денеска ја промовиравме Скопската иницијатива, регионална платформа за соработка со сестринските партии и прогресивните сили во регионот, во Европа. Темелот на таа соработка е борбата против авторитарните режими, борбата против корупцијата и европската интеграција на нашиот регион. Практично сите исти предизвици со кои што се соочуваме во овој регион. А пораката што сакам да ја пренесам е јасна. Иднината на Европска Унија е вклучувањето на Западен Балкан и вклучувањето на Република Северна Македонија како полноправни членки. Исто така иднината на Северна Македонија е во Европската Унија и иднината на целиот регион е во Европската Унија. Овие 2 процеси заеднички треба да се одвиваат и конечно да го обединат целиот континент. И затоа оваа средба е многу значајна. Да се зајакне соработката, регионалната соработка и поддршката за да може да се постигне и понатамошен напредок и развој. И како што кажа Джакомо, навистина треба да се држиме кон вредностите на демократијата, да ги поддржиме и исто така вредностите на Европската Унија. ВМРО ДПМН и владата редат дипломатски победи, штитејќи ги националните и државните интереси. За разлика од нив, СДСМ ги распродаваат и навиваат за интеграција под достоинство, при тоа нивни бивши функционери профитираат од тендери, се обратија до јавностот ВМРО ДПМН денес. Од друга страна, СДСМ и Филипче велат дека евроинтеграциите се генерацијски сон кој мора да успее и дека на црната коалиција ќе и се спротистават.
Кај Венко Филипче и Социјалдемократскиот сојуз е евидентна нервозата, затоа што Македонија конечно има позитивни резултати на меѓународен план. Нервозни се затоа што владата предводена од ВМРО-ДПМН покажува дека може да се води европска политика без понижување, без тргување со идентитетот и без прифаќање диктати на штета на македонските национални интереси. Во само една недела Македонија доби силни потврди за правилната насока во која што се движи државата. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта испрати јасна порака дека Македонија има опиплив напредок во исполнување на реформската агенда. Регионот се наоѓа во клучна фаза на политичка, социјоекономска и општествена трансформација. Фаза што ќе одреди иднината на нашите држави и на нашите граѓани. За некои од нас процесот на европска интеграција започна пред повеќе од 25 години. Денес тој влегува во нова и одлучувачка фаза, со реална и отворена можност за членство во Европската Унија по години обележани со стагнација и неисполнените ветувања. Е можност не само да го исполниме една стратешка цел, туку и да го оствариме долгогодишниот сон на цела една генерација. Тешка сообраќајна несреќа се случи во близина на селото Челопечене, Софија, во која животот го загубија 3 лица, 10 се повредени, од кои 7 се во критична состојба. Според првичните информации, главна причина за несреќата е брзината со која се движеле два од автомобилите, кои според информациите надминувале 150 км на час. Меѓу жртвите во оваа катастрофа се двајца патници од автобус, мажи на возраст од 27 и 31 година, од кои едниот починал набрзо по приемот во болница, а третиот загинат кој бил во еден од автомобилите е исто така маж кој им подлегнал на повредите во болницата Света Ана. Возачите на возилата се сметаат за директно одговорни за трагедијата, откако едниот од автомобилите по ударот целосно го превртел автобусот на страна. До 2030 година Грција треба да достигне годишен прилив на туристи од 50 милиони, што би представувало зголемување од 27% во споредба со една деценија претходно, додека приходите треба да се зголемат на речиси 27 милиарди евра според проекциите. Очекувањата на креаторите на туристичката политика, кои се содржани во стратегијата за развој на туризмот, дефинитивно се остваруваат, судејќи од податоците за претходната година. Странските патници што ја посетиле Грција во 2025 година достигнала бројка од 43 милиони, додека вкупните приходи изнесувале речиси 24 милиарди евра, што е раст од 9,4% на годишно ниво, според податоците од Банката на Грција. Во Косово утре се гласа на вонредни парламентарни избори на кои се избираат 120 пратеници во собранието. На изборите учествуваат десетици политички субјекти, вклучувајќи и 2 листи кои ја представуваат српската заедница. Ова гласање се смета за клучен тест за насоката на диалогот со Белград и за евроатлантската перспектива на регионот. Процесот на гласање за иселениците во странство започна претходно преку пошта, каде што се регистрирани рекорден број гласачи од косовската диаспора. Изборниот ден ќе биде под будно око на домашните организации и стотици меѓународни наблюдувачи, вклучувајќи ја и специјалната мисија од Европската Унија, кои упатија заеднички апел за мирен, фер и транспарентен изборен ден. Граѓаните воопшто не се сигурни во квалитетот на храната. Не им веруваат на производителите, ниту на декларациите кои се едва и читливи, нејасни и за нив неразбирливи. Дали сте сигурни во квалитетот на храната и декларациите на нив? Не верувам веќе квалитетот на храната нешто. До сега ова време што го живееме не е тоа како што беше пред 5-40 години. Ама сега не верувам. Кој ќе улезеш во некој маркет, например, ако сакаш да купиш, да не смееш да купиш деца. Треба малку да оборнеш внимание. Никако не. Не знам што да кажам дека јадеме здраво. Едно да речем дека јадеме здраво. Нема ништо. Дали сакаш од овошјето, дали сакаш зеленчуко, нема ништо. Сомнежот не само што е оправдан, туку тој е и со печат заверен од Агенцијата за храна и ветеринарство, особено по последните проверки на некои млечни производи во кои, како што е констатирано, има се освен млеко. Се уште не опоравени од млечниот шок, од АХВ најавија нова, овој пат совместната бомба од нивната анализа врз совместните производи. Уште ги немаме анализите,
Јас искрено да ви кажам, очекувам дека би имало нешто, затоа што таму премногу имаме ароми, бои, фосфати кои што мислам дека 2025 година имаше фирма од увозна од Словенија која што фативме 40 тона, кој што има 10 милиграми надозволеното. Зборама кој е 5 грами фосфат, има 15 грами, уништивме 40 тони. Секојдневните манипулации со квалитетот на храната можат да се елиминираат на следниот начин. Со казни, со инспекции, лаборатории има за испитување. Може да се реши проблемот со храната само да ги прекинат овие химикалите што ги имаме, што произведуваат овие ѓубри, вештачки ѓубриња тие. Лабораторија, едно време кој имаше лаборатории, хемиски анализуваат, испитуваат што има состав у тоа или не, и да се испита што е направено, кој е направено и ќе се докаже дека нешто не е уред. Контроли нема ич, а не е доволно. Нема никакви контроли. Тоа е тоа. Дали седат само по канцеларите, тоа е друго. Сепак во очи на Светскиот ден на безбедноста на храната, кој утре апел има и од АХВ и од Асоциацијата на потрошувачи, со која граѓаните се повикуваат да пријават секаква воочина или сумнителна неправилност кога во прашање е храната. Обрачот околу фалсификаторите мора да се стеснува. Денеска се полагаше државната матура. Во Штип полагаа 503, а во државата 14.587 матуранти. Се полагаше во просториите на кампус 2 при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Еве што изјавија директорите од средните училишта пред почетокот на полагањето на државната матура. Веќе трета година ние од нашиот град, училиштата, ја спроведуваме матурата во просториите на УГД и овој начин на полагање се покажа многу полесен за организација, секако и поприфатлив за учениците. Кај нас полагаат и државна и стручна матура. Се е под контрола затоа што изминатите 2 дена се подготвуваа според протоколите што беа наведени од Државен испитен центар и просториите и учениците со сите подготовки се направени. Оваа година за прв пат полагаат и уметничка матура и така да полагаат историја, англиски и германски. Нашето училиште поголем дел се определени за матура која што ќе го полагаат како завршен испит, односно завршна матура. Само државна, стручна немаме кандидати за полагање за оваа година. Која е новината годинава во полагањето на државната матура? Од оваа година новина е полагање на 3 различни видови на матура, а тоа е државна стручна, државна уметничка матура и државна матура. Учениците имаа можност да се изјаснат за еден од овие 3 вида на матура. Според министерката за образование и наука Весна Јаневска, полагањето во големи простории го дало очекуваниот резултат. Матурата да помине без припишување. Минатогодишното искуство покажа дека полагањето во големи простори, како што се амфитеатрите на универзитетите, дава подобро резултати, односно се намалија оние несакани действија кои одреден број на ученици се обидоа да ги искористат. На сите им пожелувам успешно да ја положат матурата и да ја добијат заслужената оценка. Денеска се полагаше првиот од двата екстерни испити. На 11 и 12 јуни ќе се полага вториот, задолжителен, односно македонски јазик и литература. Јавните комунални предпријатија во Виница, Кочани и Берово ќе бидат опфатени со нов 5-годишен регионален проект насочен кон зајакнување на нивната ефикасност, отпорност и финансиска стабилност. Проектот Отпорни и ефикасни комунални предпријатија во Македонија е поддржан од владата на Швајцарската конфедерација преку Државниот секретаријат за економски прашања со грант од 6,5 милиони швајцарски франци и дополнителна национална поддршка од 0,5 милиони франци. Тој ќе се спроведува во 7 општини – Берово, Битола, Кочани, Куманово, Радовиш, Струмица и Виница. Во општините од источниот регион – Виница, Кочани и Берово, проектот ќе се фокусира на модернизација на водоводната и комуналната инфраструктура, намалување на загубите на вода и подобрување на енергетската ефикасност на јавните предпријатија.
Дополнително ќе се воведуваат современи системи за мониторинг и управување, како и решенија за подржливо користење на ресурсите. Инвестициите во комуналниот сектор директно значат подобри услуги за граѓаните и поголема отпорност на локалните заедници на климатските промени. Зајакнувањето на капацитетите на комуналните предпријатија е клучно за одржлив локален развој. Потенцира заменик министерката за животна средина и просторно планирање Ане Лашковска. Овој проект за општините Виница, Кочани и Берово и нивните јавни предпријатија е веројатно спас, бидејќи тие пливаат во милионски загуби и едва и се живи. Само водовод Кочани должи над 4 милиони евра и со години не може да се стабилизира. Идентична е состојбата со сите јавни предпријатија во источниот регион, кои заедно имаат долг поголем од 10 милиони евра. Во полициските простории нема да може да се влегува на кратки панталони, облека која не ги крие градите и стомакот, во спортска облека и со влечки, папучи и слично. Ова е само дел од донесениот кодекс за облекување на вработените и странките, донесен од страна на МВР. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека со цел одржување на професионалниот стандард, дигнитетот на институцијата и меѓусебната почит, се воведува кодекс за облекување за сите вработени и странки кои ги посетуваат просториите на одделот за граѓански работи при Министерството за внатрешни работи. За неприфатлива облека при влез во службените простори на одделот за граѓански работи се смета премногу кратка облека, многу куси и многу тесни здолништа, како и здолништа кои не се соодветни за институција и куси панталони, дизајнирани за плажа или спортски настани. Облека која прекумерно го открива стомакот, градите или долната облека. Облека која вообичаено се користи во домот, на плажа или во ноќни клубови. Тренерки и облека наменети исклучиво за спортски активности. Облека со навредлива содржина, текстови, слики и емблеми кои може да бидат навредливи за околината и несоодветни обувки, влечки, папучи, кломпи, налани, апостолки и слично. Доколку граѓаните не го почитуваат презентираниот кодекс, ќе бидат отстранети од просториите на полицијата, а работата поради која дошле ќе може да ја завршат откако гардеробата ќе ја прилагодат на критериумите од кодексот. Паралелно, истото се однесува и за вработените во МВР, кои од претпоставениот ќе бидат вратени од работа поради непочитување на дрес-кодингот. Уште една работна акција на младите од Градец, овој пат обновувајќи ја старата чешма и споменикот, враќајќи им дел од некогашниот изглед и значење. Ова е само една од нивните секојдневни акции со кои го разубавуваат Градец, оставајќи пример и за останатите млади, дека со заедништво, волја и малку труд можат да се направат големи работи. Има ли смисла? Секако дека има. Повеќе од 70 уметници трансформираа 80 вистински болнички соби во интерактивни простори што ги истражуваат човечките емоции. Радост, тага, гнев, страв, надеж, сето тоа во болницата на емоции. Она што ја прави оваа изложба уште поспецијална е тоа што ја посетуваат и луѓе кои имаат страв од болници, како и деца со подолгорочни болести. За нив, ова е можност да ја видат болничката средина во едно сосема поинакво, поблиско и помеко светло, како простор во кој емоциите се разбрани, а не само диагностицирани. Многумина велат дека токму таму за прв пат почувствувале олеснување, разбирање и мир во врска со своите искуства. Секоја соба носи подлабоко значење. Уметниците имаат вложено своји лични приказни, сеќавање и емоции во просторот, создавајќи дела кои не се само визуелни, туку и длабоко човечки. Утре не очекува претежно сончево време со температури до 31 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 13 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 37%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 30 степени. Пробиштип 29, Чешиново Облешево 31, Кочани 30. Температурата во Виница до 29 степен, Македонска Каменица и Делчево со по 28, а Берово и Пехчево максимални 25 степени.
Православните верници утре го одбележуваат третото наоѓање на главата на Свети Јован Крстител. Католиците се спомнуваат за Коломан.